Добар ден, почитувани предсеученици, почитувани присутни. АСУЦ Боро Петрушевски од денес е побогат за една современа спортска сала, која што конечно за мене од неразбирливи причини после 14 години од почетокот на незината градба е завршена и ставена во употреба. Верувам на задоволство и на вас учениците, и на наставниот кадар, и на секторот за образование во град Скопје. Ова го прави АСУЦ, едно од ретките средни училишта кои што има најсовремена сала, а досега беше едно од ретките средни училишта што немаше спортска сала. Во оваа нова сала учениците за прв пат ќе можат непречено да уживаат во наставата по физичко образование и останатите спортски активности во затворен простор во вкупна површина од 1423 метри квадратни. Овој објект има голема спортска сала, пинг-понг сала, мала сала за гимнастика, простор за реквизити, гардеробери, просторија за професорите и ред други работи со кои значително се подобруваат условите за одвивање на квалитетна настава по физичко образование. Дозволете ми да упатам искрена благодарност до Министерството за образование и наука за целокупната поддршка која што ја даде во процесот на изградба на оваа сала. Дозволете да заблагодарам и на моите претходници и на сите изведувачи кои што во 12 години пред јас да дојдам ја изведува оваа сала. Благодарам за ангажманот, упорноста со која што сте обстојувале во изработка на овој проект. Во таа насока сакам да упатам и апел до Министерството, меѓутоа апел до сите заинтересирани за подобрување на процесот за образование. Во Скопје да овозможиме, освен нови сали, средношколците да добијат можност да учат и во нови училишта, кои што се повеќе потребни, имајќи во предвид дека Скопје е град кој што прилично брзо расте и се развива. Со ова уште еднаш можеме да покажеме или покажуваме дека доколку работиме сите заедно, честно, одговорно, посветено кон задачите кои што ни се дадени или ни ги поставиле граѓаните, можеме да обозложиме услови со кои што се подобруваат наставните процеси во нашиот град. Во доменот на средното образование во рамките на нашите надлежности како град Скопје во текот на минатата година направивме многу. Влеговме интензивно во процес на реконструкција на сите средни училишта. Некаде кон крајот на летото ќе може да ги промовираме и ќе ги видите и гимназијата Цветан Димов и хемиското училиште Марија Кири Складовска. Поставивме во секоја училница 572 прочистувачи за воздух со цел учениците во рамките на образовниот процес да имаат квалитетен чист воздух во деновите на големото загадување. За прв пат во историјата на град Скопје обезбедивме стипендии за 100 најдобри ученици во генерацијата. Бесплатен јавен превоз сега е достапен за секој средношколец, така што процесот или дискриминацијата на близината на живење до училиштето го прекинавме. Во континуитет работиме на подобрување на пристапноста на лицата со посебни потреби во училиштата со цел да ги направиме овие училишта инклузивни и да овозможиме функционирање на секој ученик во нив. За дел од учениците со посебни потреби обезбедуваме и образовни асистенти кои што помагаат во образовниот процес. Дечки, особено средношколците, јас ви ветувам дека и понатаму посветено ќе работам на подобрување на условите и овозможување на квалитетна настава во вашите, во средните училишта, бидејќи само така вам, како идни генерации на граѓани, ќе овозможиме да можете да се стекнете со квалитетно образование, кое што понатаму ќе ви послужи во животот, да можете да обезбедите квалитетен живот за вас и за вашите идни семејства. Мојата идеја, мојот императив е да овозможиме образование кое што ќе ви овозможи да останете овде, тука да ја обезбедите иднината, тука да биде местото каде што со гордост ќе можете да се враќате и на своите деца во иднина да им покажувате каде сте го завршиле овој образовен процес. Јас во пракса, и тоа ви го кажав, ленти не сечеме, ве повикувам сега сите, учениците пред се, професорите, директоре, да видиме представниците на медиумите, да го видиме овој објект и така свечено да го пуштиме во употреба, иако е крај на школска година, сепак барем знаеме дека идната училишна година децата ќе ја започнат во комплетиран образовен процес. Благодарам, со среќа нека ни.